По неполни 5 месеци од пожарот што ја зафати стамбената зграда на улицата Ристо Чадаров во Гевгелија, во која изгореа сите 6 станови во поткровието, додека 6 станови на петиот кат беа делумно оштетени, започна санација на зградата. Струмичка компанија започна со изградба на нов покрив и санација на опожарената зграда. Санацијата се изведува со средства во износ од 400.000 денари, што со одлука на Советот на општина Гевгелија веднаш по пожарот беа доделени за оваа намена. Исто така, со дополнително донирани средства од поединци и компании во Гевгелија. По тој повод станарите на опожарената зграда упатија благодарност до градоначалникот на општината. Ситуацијата стана алармантна по последните дождови, но тоа е резултат на одолговлекувањето на целата постапка за санација и изградбата на покривот. Вистина е дека се работи за становите во приватна сопственост, но во зградата главно живеат пензионери со ниски примања. Не би сакала да замислам што ќе се случеше доколку ги немаше донираните 400.000 денари од општината и дополнително донираните средства од приватни компании, се вели во писмето со благодарност до општина Гевгелија. Според подпишаниот договор на станарите со изведувачот, санацијата треба да биде завршена во најскоро време. Инаку, покрај донаторските средства за санација на зградата, општина Гевгелија веднаш по пожарот им донираше на станарите кои живееа и се затекнаа во становите по еднократна парична помош. Обезбеди покрив над глава за оние станари кои немаат други можности, а организираше и да ја поддржи акцијата за расчистување на опожарената зграда.